Може. Пази, готови сте? Повелете, кажете де кои мерки се преземаат овде на Дрисла? Како што веќе ја известив јавноста, во текот на вчерашниот ден изработивме 2 пристапни земјини патишта низ заезерувањето од отпадна вода од самата депонија, која што е длабоко околу 1,5 метар и која што не спречуваше да дојдеме до самото место каде што се случува чадењето, бидејќи во суштина ние немаме горење, туку имаме само чадење. Со помош на овие 2 земјини патишта денес со заселен број на механизација, значи максимален број на багери, камиони за земја, како и булдожери кои што го чистат и пробиват местото каде што се случува чадењето, се работи на затрупување. Во овој момент напредуваме добро, очекувам во текот на денешниот ден добар дел од ова место да биде целосно затрупано. Побарав дополнителна механизација затоа што, како што напредуваме со овие земјини патишта, се отвора простор за поширок фронт за работа, за повеќе машини. Од друга страна, исто така се ангажирани повеќе патроли на полицијата, кои што патролират во околината и овде на депонијата Дрисла, но и на депонијата Вардариште. Депонијата Вардариште во овој момент е стабилна, нема никакво горење, но дополнително се работи на затрупување на местото каде што чадеше минатите денови. И исто така во текот на ноќта беше употребен еден дрон со термална камера, но воедно и беа поставени на соодветни места неколку термални камери со кои што се наблюдува просторот за евентуално да се пресретне движење на лица кои што злонамерно би се движеле овде со намера да ја запалат повторно, односно да го зголемат чадењето во депонијата. Од прилика тоа е. Дали имате прашања? Воред, благодарам, чисто да известам дека пред малку изби пожар во Трубарево, во фабриката Нула отпад, која што најверојатно меѓу другото собира и електронски отпад. Од овде се упатувам таму, бидејќи најверојатно се работи за сериозен пожар, тежок за гасење. Воедно веднаш побарав таму да се упатат неколку БТР и хермелини на дирекцијата за заштита и спасување, кои што се наоѓаат моментално во касарната Ѓорче Петров. Еден од нив веќе е на пат кон Трубарево. Благодарам.